siromaška familija. Jaz smo mojega putja, kjer posaka moda. Živenje na visoka noga. Druženje so kulturni bogati. Znači, sakam da vidime madam, mademoiselle. Zar mi pokojni od tatko ne me učеше ни дека не е срамота да се работи? Što tvoj tatko? Što? Той беше обчен простак. А ние не трябва да работиме. Сукова едната рака да го държиме звончето, дин-дин, а от другата не пезата. Майко, па аз и кай вуйко ми работе. Кай вуйко ти, а? Слушай, трябва да се засрамиш от това. Какво вуйко? Ти нямаш никакъв род со той чизмар. Добро, заради той не е твой брат. Девой го, той повеќе не може да биде мой брат. Ама не така, майко. Каква майка? Нема вероятно 70 години. Зарем не знаеш дека во вакви фамилии керката своята майка ја вика мамица? Но аз съм научена да те викам майко. Тоа те научи покойниот. И оно и вујко ти. Јас ти велам, учи се да зборуваш модерно. Ако сакаш да останеш моја керка. Ама мене вуйко ми... Повторно ти за вујко ти. Ама што ме наштај него? Да му ги миеш пајците? Види си герачите кукавицо. Како да си... Нека си имаш служника, а не ти му да му служиш. Той никогаш не ме тера да работам. И аз самата сакам. Иста си како такто. Той имаше такво лудило во главата. Работи и само работи. Погледни. Погледни се на огледало каква си. Како труп неделкан си без мидер. Но аз не можам да го носам той мидер. Аз не можа. Гледаш, а тебе ти е тежко. Но кога ќе се стегнам, морам да стоям како укочена. Не можам да се навалам, нешто да подземам. Ти не мораш. Затоа ќе имаш Господа што ќе те прати. Тие нека работи. А зашто Господ ми даде раце? Ти даде раце за да се дотеруваш, да се чишлаш, да се шминкаш. Не знам како ќе те воспитам. Добро утро ви посакувам. Каква ова свинјарија? Кој те научил да влегуваш по собата на мадам и мадмозел? Безстропање. Немаш основна култура. Ке мора да се учиш по модата. Ама што не знам што зборувате вие, мајсторице. Леле, пак тој ми рече мајсторица. Мајце, што е ова со твојава мајка? Драги мој, ова не е заказеница. Таа е мадмозел. А јас милостива господја. О, господи, каде су јас? Веројатно луѓето имаш за менето. Си барал прости луѓе, да ујде кај богати. Ама не сум јас будала мајсторице, јас доаѓав додека беше жив покојниот мајстор. Прво тргни се и те предупредувам. Ти треба да бидеш добар послуга. Ама како? Послуга бе мајсторице, па вие ми ја метите раката. Што? Раката на мојава мадмозел? Тоа е несватливо. Јока, кум те писли, хервир те горбјана и глас. Ама не може да се шегувате, мајсторице, јас дојдов да прашам како фустан треба да е. Прво тргни се и ти се молам, кажи ми со кого сакаш да зборуваш. Па не сте вие жената на покојниот кондураджија на мајстор Беро? Да, Јас жена на кондураджио. Мајсторице, само колку пати ме нарековте зец. Ти мој зет, сирова, паклото. Ама мајсторице... Громката удри, не сум јас за тебе, мајсторица. Јас заспам ти собава. Ама мајсторице, само... Море мрчал глава соба. А ти што не ми помогнеш? но драга моја мајко, ова е нашиот васа. Нашиот васа, селска нишарија, сакаш со него да се милуваш, а? Ти реков и немој тако. Ке си баши? Зобра си киде. Извука ли пезото? Сега јас ќе морам да ја поклонам начина. Мајко, А ти што воздивуваш? Ако сакаш да се вклопиш во вакво друштво како мене, ќе треба да се откажеш од такви ѓубриња. Вончевче! Омачу! Муа! Па како се вие да не добри, добро умеш. Тука била изграјница. Многу баба вкусна, мазни образи. Вие кечкајте. простите, но јас не сум кец, јас сум Емица. Емица? Да, јас дека. Ама не, па таа ништо не знае, таа е се уште невоспитана. Нека, ама да. Се уште си млада. Ки забораве, што вчера бев кај господја Мирковиќ на ручек. Кажувајте. Таму имаше отпилен лекар.
jeden but od zrna, štruca, dobro vino. Вие kako ručate? Много ми е мило. Знаете, без дружство не е добро да се руча. Това дава апетит. Па, денес, как ми биде чест, да ве замолам да останете кай ме слънче. Наистина? Да, мадам, мерси. Но, немойте много да се трудите. И аз ще бидам задоволна со така малко супа, некакво подпечено. Ви какво? Кай ме не мора да видам ви? Сега, кога би имало и малко сарма, мене нема да ми смета. Печеното. Вака печеното дава апетит за вино. А после него добро одие на торта. А таа добро се раствара со едно кафе. Ви какво? Но малко латио. По последна мода. Шерман. Ова ми от Парис. Мојот пасион е секогаш да пие по француски. Мадам, ова го нема ни една кај нас. Рифтик. По последна мода, како што рекам. Кажете ми, како ќе се вклопи во нашата мода и друштво, мојата кека, кога ја гледам, како вкусна да има бугарка. Мадам, најден ли убав младоженец, un шапа, што велат французите. Што знае таа, што е шапот или како? Таа се држи до селското. Верувајте ми, мадам, таа ќе биде мадемуазел. Вие сакате да ја мажете? Тоа ми е единствена желба. Да најдеме некој модерен богаташ. Аз имам еден таков. Наистина, од Парис. Од карактер е филозоф. Филозоф! Настојувате да се залюби во нега мова. Мадам, през волонтиерс, тој ќе ја воспита, ќе ја направи памук. Колку не биде убаво кога ќе излезам со него. Сите ќе гледат во мене. Мадам, тоа ќе биде шарман. Тоа ќе биде комифо. Се гледаме ходот на Оригла. Па тоа е жена која зборува француски како јазикот да е од Парис. Како повеќе да? Аха, комифо. Емицкен! Еви ме, мајко! Повторно таа мајко! Слушај, девојко, каква е мајка? Учи се да зборуваш модерно. Мамице, ако сакаш француски, мама. И немој за цел век да останеш како војко ти, татко ти. Слушај, утре ќе дојдете филозоф да те повара. Филозоф? Да. Оди сега и почни да се дотеруваш. За тој да се залюби во тебе. Ја што зборувам. А таа го сака по кошката. Ајде, комифо? Што е тоа комифо? Ајде, веднаш рече ќе ти пукне главата. Комифо? И секој ден по 20 пати да го повторуваш. 20 пати? Да, Емице. Емице. Ајде, помисли го Јован нека дојде. Веднаш, мајко. Ајде. Јоване. Што е? Те вика мајка ми. Веднаш дојдам. Веднаш ќе дојде мајка. Нека дојде. Зашто ме пуштиш да дојдам? Гледај како си го јубој. Имаш ли ти памет или немаш? Зарем не гледаш како сум облечена? Кога си видел ваква мајсторица во твојот живот? Куда прво? Мене мајстор, така си ме научи. Твојот мајстор беше просто нагарен. Ти треба да бидеш попаметен. Значи да бидам главен халфа мајстор. Да, така е. Гледаш, јас повеќе не сум мајсторица. Тука господја, бравпон, Мајлин. Како ли го изговарам французите? Јас се го одлутино не можам да погодам. Ајде, кажете мајсторице, зашто ме пуштиш да дојдам? Зошто? Јас морам да чекам по 3 сати после повикот. Што направи? Па, да ги остави кравите да псувисат глад? Не, си требаше едно, како? Кравите, сино! Дај ми се понастрана, не можам да ја трпам смрдејата. Сум што страну на кравите. А така беше и кога спие во шталата, знаете. После со вас јадесме, пиетме, не ли? Јас морам да најдам небја и да ја папам на просторијава. Кажете ми. Леле. Така. Така. Леле.
първо, ти повече няма да се викаш Йоан. Не. Не. Ханс! Ханс! Willst du mir das freuen? Nein, бабите педентере го има твое име. Willst du mir das binden? Шира, и татко ми. Ще велеше, немoj синко да се германчиш. Не, остани той що си. Просто килоидно. Па ти нема да го работиш до сегашното. Ке дојдеш само по мене, како по најголемата мадам. Да, мадам. Господјо, не си да склон да прави од мене комедија. Добро, имаме кога ќе викнам Ханс. Јас по никоја цена нема да бидам кој. И да му биете. Сакаш ли да бидеш Жан? Какво Жан? Ще сега да ме направите. Просто килоидна пацаците французи го имат. Да. Оние ще даде жаби. Ти навистина не чувствуваш твое модерно? О, Господе, со вас майсторице. Слушајте. Дали вие би носили чизими со мамузи, ако тоа би било во мода? Да, се разбира да ги носим. Да. И панталон. Ти панталони. Зарем ти не видите дека мадамите носат фрак? Значи, ако јас постана модерен, ќе облечам сукиња. Па добро, значи Жан, па Жан. Се мола майсторице, немој да ми викаш чиган. Не си имаш германич, па не си ми чиган. Јоане, слушај бе. Јас ке ти дадам 500 форинти да се обслужуваш. Колку? 500. Да. Не. По-добро јас да си учам заедно. Да, отколку светска битанга да бидам. Јоане, слушај. Ама јас ке ти најдам некоја многу убава девојка. Девојка многу убава. Да. Ама сте били вие мајстор. Господјо, ѓавол. Ѓавол сум. Да, да ми најдете девојка. Чекай! Къде одиш? Ми рака не ми бапна. На. Господјо, Што? погледнете. Ова ви се испукани рацеве. Дали ова што го носам на мене е по последната мода и како треба овој шал на мене да се носи, дали е вака правилно? Господ да поможе ме. И овој дојде да ми го дозаспатне носи. Стено, Што? што стана од тебе? Што си се наклонила така како паун? А коми фо? Денес имам многу важна почта. Ама што да се... Стено! Јоан! Јас ништо не ја разбирам, сестра ми во последно време, што станува со нејзе. И што идеше она Вујче! Дучко на Вујче. Како мисли ти? Добра, Вујче. Добро, што е на мајка ти? Леле, Вујче, па таа се однесува како да не е при свест. Ма гледам јас тоа, ама не знам зошто. Таа сака кај неа да биде како кај најголемите господа. Ајде. А мене не ме остава да работам. Ми вели само седи, накити се, други ке да служат. Да, другите да служат, а? Таа сака да лези, а? И многу убаво знаеш дека татко ти беше многу поштен и искрен човек. Многу работеше, се трудеше да ме обезбеди. А таа сега сака сето тоа да го потроши со лежење. Не, јас ќе преземам други мерки. Ми се лутеше зашто дојде од кај тебе да работам. Некоја Сара доаѓа и таа ја учи. Сара? Двете ми велат дека не сум воспитана како што треба. Ти не си воспитана, злато на Вујче. Ами, ако ти не си воспитана, тогаш ти доаѓаш кај мене. Ама јас не смеам, Вујче. Па зошто? Па таа вели дека немала повеќе брат чизма. Немала брат Чизман. Ама, што се занесува таа? А што идеа татко до нејзиниот маж? Беа добри мајстори, поштени луѓе, исто како мене? Не, ајде ти со мене, Ама, ајде. Вујче, Што е сега? мојот Васили. Што? И него го избрга. И Стејан ти за тоа си кажа? Да. Ама остави го Васили, сега види. Татко ти, и поглед тоа што сакаше да те даде за Васили. Јас сега, како твој дитко, би те посоветувам. Како би било
Zare mi ti kako majka mi Ама slučaj? не, кучо моја. Јас само сакам да Što buće? Емице, што да полиција во куќава? A, bućuva Jovan. Јован, Da. Јово, А, тој тука сум јас. Јово, што си се облекол вака како за намазкен бол? Вете мајстор Митре. А? Вие не зборувате со Јово. А што кого? Не, со Ханс. Джиган. И некој тоа најважни членови. Не може да го запомните. Јохан. Да, Јохан. Што вам господјата? А мене ми се чини дека твојата госпожа е малку мрдина. Ставајме више паметно. А имаше и такви периоди. А добро, да се прашам, дали ти рече вака да се облекуваш? Од сега, знаете, панатаму. Да. Јас сум нејзиниот педитер. Како? Седелиште? Педитер, ние ништо нема да биде. Молитва. Слава му на Господа, може че е дојду од мама. И ајде, не зборувај повеќе, треба да почне да ми се првршат. Дучо, Емице, ајде, ние да си одиме така. Ама ми одете. Сепак, јас сум најпаметен тука. Жан, Santo nervo giusto. Сега, Јоване. Ne parli francus? Не педитер. Богу му реков на мој снимете. Господја, побудалува. Жан, moram bi tebe da te puštam na kurs po francuski. Јас го научив македонски, а сега искам. Жан, to je taka mora bude. Koji 10 zborovi? А како јас сега ќе научам нешто, господјо? Тоа е тешко за мене. To je listo, Jovane. Znaš ti što je bonjour? Da. Да. Evo. Ако не би знал, погледнете. Целава градина ми е полна со бонжури. To je na francuski, Jovane, dobro utro. Ajde, uči. Bonjour, madame. Бонжур, мадам. Listo, žes. Gledaš li koliko je listo? Сапар давал, сундер. Пардон. Колко много звучи. Jovane, narečak je nula mur. Господјо, кој ќе ми стара тоа? Това е куче. Магалено. Това е мало, убаво, кадраво. Комифо. Платим за него 20 форинти. Колку? 20. Ама нема стоите. Видите, јас за 5 форинти ќе ви донесев куче. И тоа 10 пати порено од ламур. Jovane, nemoj da zaboraviš da kupiš takvu češel za lamurod. Ама господјо, Što je ne? ама не можам јас све да правам. Не можам. Еве, ајде, купите ми. Se gleda дека не си смурен да просто оди си се дай просто. Не смеам многу да го учам да зборува француски, бидејќи ќе разбира се што зборувам со моите госпоки другарки. Но тогаш јас можам да свртам на англиски. Па тоа е уште помодерно. Живи Бога! Драги мой Васо, колко ми е жалко, че помислям како те избърка моята майка, а аз не смеев нищо да речам. Ништо не е тоа. Важно е дека ти ме сакаш, па. Ќе дојде времето кога ќе бидеме Но сакам мой, майка ми сега планира да ме мажи за некој филозоф. Филозоф? А што вели на тоа Бојко? Ей, тој не се согласува да дојдам со тебе. Тоа не може да биде. Вистина е, Васо. Мајната ти била тоа што си немал доволно пари за живот. Ама значи е могу. Ќе спечеламе пари и повеќе од оние што... А како можеш, Васо, кога ти си поштен човек? Затоа што сум поштен, затоа Господ ќе ми помогне да бидам среќен. И ќе видите се. Гледаш ли овие 12.000 форинти? 12.000 форинти? Ова е само хартија, Васо. Хартија, моли. Ова е бинго. Бинго? С ножни. Што ти пикише, одеше се. О, Господе Боже, јас секој ден по 1-3 пати ќе се молам само за да добиеш. Ама дај го сега да го сокријам, да? Ајде. Ама
Скоро ходи. Сега може да я побараме девойката така? Само убаво лице може моето сърце да го опие. Ова е здравна Ружич. Това е... Застанете. Ружич е царът от свечинята. Ружата беше бела, Афродита Я претвори го цървена. А от тук почнувам на корен Господи. Ова е спагето Ружич. За која што ви зборува. Дека е многу наплесна. А ова е незината керка Емица. Емицке, Емицке. здравостоju цвету на любовта. Емицке, заре малко те възпитал. Каде ти е божурко ми поле сурже? Така се да ми само гледувай ми майко и аз. Мама, мамицке, съм туде. Сестро Малягрова, собото ви обрастата во печенка. Аз нищо не разбирам, що зборувам ви, Господи. Што видиш? Да ги оставиме малко само. Тој ги апеличува на Ноблес. Дай Боже. Емицке, ти остануваш овдендер, само сетте патен за владайдер. Кој? Коми фо. Що е животът без любов? Исто како очи без ми, или девойка без страна, или ден без сонце, или ног без месечина. О, моја прекрасна Името му е Емица. А ти си Емица? Девойка богиня. Простете, но аз не съм богиня. О, мој прекрасен сопатнику, дали ти имаш поема од А поезија? що е това поезия? Тоа е ниско небо, планини, престол, ево такви предели, ние песни Па пишуваме. добро, во планините не ви е ладно. Ама Елено, ти уште не знаеш со кого зборуваш. Наистина, кој сте вие? Јас сум оној од романите, што луѓето во живот ги држи. Да жените многу не зборуваат, туку за љубовта и животот да го жртвуваат. Јас сум поет, јас служам вас во стихови да ве претворам. Во гуштер, во пеперутка, во скакулен или животот Но зашто животот ти Бога? Елено, секај застани. Вака Дафна бегаше од Аполо. Таа беше Ви сте претворена пола малко за Господ, знаете, пуштете ме. Не, Елено, ова срце само за тебе. Ама оставете ме, оставете ме. Јас со вечерки не сакам ништо да имам. Монфре, како ти се доходи? Убав и прекрасен е паунот мој, ама во незиниот стран, јас ти збор не разбирам. И сега ќе нема ништо од свадбата? Ружичу, Да? незината мајка ве кани на ручек. О, гладен стомаку, кажувањето стихови тебе те огладнува. Ружичу, Да? да ме прашам нешто. Прашај. Ама да ми кажете искрено и отворено. Дали ти се допаѓа господјата Мирич? Троја падна, ама ќе купа живе. Сега, јас имам еден многу гов план. Кажете. Јас сум ваша роднина и затоа сакам за вас да се погрижам, како да се најдам во животот. Сега мојот план е да ја земете господјата од Мирич за жена. И така, најлесно ќе дојдеме до низиното богатство. О, Аполо, каде е твојата сила во крава да ја претвориш? Мон френд, сигурно вие мислите за низините години. Треба да знаете едно, мон френд, дека вдовиците се како зелени гранки. Од едната страна горат, ама од другата соки спуштаат. И слушайте, Да. за да се усреќите, треба да го заслушате мојот совет. Таа жена е ваша прилика. Бузите и покојни љубат. Мајчка мој фет, лекар ке биде. О, Вивла, јас веднаш ке ја пренесам убава вест. Пропо, мадам. Како можам да ве наречам? Богиња, грофица, Грација или пак бароница? Комифо, па јас не знам со ова што сакате вие да кажете. Слушајте, мадам, мојот роднина Ружич, од Париж, кој можеше таму да се ожени, но тој посака овде. Може ли да погодите што тој посака? Па се, аз бира да ја земе моја
како господина филозоф. О, господи, аз мисля нещо е станало, мадам. Господин филозоф. Да, Вие наистина ли това сериозно го мислите? јас од облаците следувам и тебе замените наоѓам. Мадам, да, како се раздивнува на француски? Ала, удар, господине филозоф. Но јас сум слаба. Не, јас сем... Мадам, цели задолженица ќе добие некаков подарок. Гледаш ли каква е разликата помеѓу неа и неизината ќерка? Гледам, Господине филозоф, да, вие сте мој и јас сум ваша. Ова е мала чутура и сад, кој ќе ви го каже на колку пати очекува моето срце за вас. Правилно. Тоа е ноблес. Мадам, Да, се плашам со нешто да не го навредив. зошто би го навредиле? Кој се навредил од Венчовка? Монфраер, да, каде одлетавте вие? не барне су на врвот од Херикона. Да, Младата невеста вас не очекува? мене не очекува. Да. Зошто ја изтатите марамата? Марамата? Да, марамата. Да, марамата. Духот го остави своето калливо тело, а потоа во облаците се подигнува за да се насладува. Ручу, во облаците нема толкова пак и чутурица. Да. Благодаря се светли сати. Таму љубовта расцветува, а пријателството мерси наоѓа. Господи Боже, какви небесни зборови! Мадам, гледате ли? Затоа тој се замислил. Што мислите сега? Јас морам на овој начин да будам познатат. Што да? Правите вие, па не знаете ли дека машките пред женските кречат? Ама ова не е човек, ова е филозоф. Мадам, еште, молам да не говорите само вие, заповедајте. Нема филозофски. Јас си, да појдеме до кујната, знаете, да не се загори купата, да не запече печењето. Со задоволство. Па јас ја чекам вашата Се заповед. разбира. Комифо. Вие малку подоцна дојдете. Комифо! Аз, душке моја, од тебе и ме опет. Затоа, жалост ќе одиш. Видиш ли го печење? Јас од тебе да продужам не можел. О, прекрасен сати мој. Очекувањето на срцето да го мериш, подобро е фуринти да броиш. Кој ова комедијан? Кога изчеши, горјашчини, очесим твои. Ова е словар. Немислени, ташт ми од твојета. Јас бев Чилер. Чилер е мојата мајсторица. А сега, господине, постанав еден ден. Да прилепне јазик горјани твојему. Многу словаци сум познавал. Ваков говор не сум чул. А знаете ли вие дека ова е сад? Да. А ова чудура? Да, ова е чукурица за пиење ракија. Пиење ракија. А магарено! Што се денесуваш како да си паднато на Марс? Господине, ама вие го зборувате нашиот јазик. А зашто ме мачите се од таму туѓи јазици? Па ти не знаеш што е убаво. Тоа што го зборував јас беше на славјански говор. А сега на нашки. Дали можеш ти овој сад и ова чудура да ми ги заложиш за 10 форинти? 10 форинти? Да. Тоа е добро, господине. Ама треба нешто и кај мене да има. Нема проблем, бе. О, јас тебе ќе ти дадам една форинта. Една форинта? Една Тоа е форинта. многу добро, господине. Што ти јас? Господине? Овде има ракија. Тоа е уште побаво. Тука си ја вашете ракијата. Тоа ти облигација за форинтата. Многу ти благодарам, господине. Многу ти благодарам. Слушај, само за ова. Не смее да достае никој. Никој. Кој? Но, господине, се видите вие на мен. Нема
види кога ќе се поздравам со нив. Јас не сум од оние што не внимаваат на својот карактер. Сибер, Сибер, мадам, вие му одговарате на вашиот ранг. Кажете ми сега, кога ќе биде венчавката? Кога ќе се јаде? Кога ќе се пие? Јас ќе морам друга куќа да направам. Или за кратко време да земам под килија. Ја што мислиш, мадам? Кога ќе ми дојдат мадамите на визита? Јас не смеам да ги разочарам. Јас не сум селанка. Јас сум филозофка за мъжер. Во едната суба треба да се јаде. Во другата да се одмараме. А во третата визити да правиме. О, мадам, па се што планирате е добро. Каму среќа, паква да беше кекави. Да не морокнеа да се срамам. Ама, мадам, ќе се поправи верувајте ми. Ако не се поправи, јас тоа со кјоке ќе го направам. Нема там мене да ме срами. Не сакам иде. Не сака цвеќе во рака. Па што е, сакаш плуки мотика? Крмаче, само чекај. Ке те научам јас тебе. Ако си нова, моја си. Ако не си, оди во бестрага. Оди го без прага. Нема там мене да ме срами. Ете каква разлика има помеѓу мене и мојата кека. Да, тоа е точно. Но, апропо, мадам, какви фустани ќе нарачаме за венчавката? Јас 20 бара нарачам. Кога? 20? Ама ќе морам уште 3 за јавање. 3? Да. За јавање? Да, јас сакам и кој да јавам. Одре се уште тоа никој не го направил. Не. Мадам, Да. знаеш, тоа во Париз е секој неделја. Да, јас верувам дека вие ќе направите отлична парада. А што мислите? А да ми донесат коњ од Париз? Кој од Париз? Да, па овие нашиве не се за јавање. Пред еден ден сакам да го јавнам еден. А тој каков грубијак беше. Ме врви од насебе. Ја целото коње да си го раскарвам. О, мадам, коленото. Што ви мислите сега? Јас и ти да се напиеме по едно кафе за коленово. Кумито. Жан! Амор! Јохан! Жан! Извинувам, госпоѓо Месторице. Грубијан еден. Ти не си роден за 5 ден, туку само за чирак. Оди речи нам мислат дека кафења нека направи. Еница, ајде направете кафења. А знаете, Месторице, како покојниот мајстор, мене. Не знаеш да речиш покојниот господар или покојниот господин? Што? Мадам, обвизго. Вашиот маж? Да, имаше тој така понекогаш навика, сопници да си влегува. Сопници? Ама бидејќи лекарот не го советуваше. Лекарот, да. И мораше опниците сам да си ги прави. Сам? Мадам, нема што. Видите, погледнете, рацеве се уште мисли. Ама не обрнувајте му внимание, тој е грубијан. Грубијан. Мадам, навистина погодите. Ајде, кажете ми, Месторице, кога вие со мене растегнувате кожи? Растегнувала кожа. Ама не, тој е измислица. Мене, знаете ли, Мајсторице, кога покојниот мајстор вака со сукалото изврка, само затоа што вие не сакате да работите. Ама доста грубијан, кој те спрашува колку Ама, нешто ви вам, бидејќи вие успеавте да се сокриете подруг, а јас тука, сега ме чеша газа. главата да си излече, кога си таква нефика. Дека овој маж е голем грубијан. Ама, тоа тебе не треба да те нервира. Ајде да си го... мадам, ајде да си го пиеме кафе. Никако Феден, ме зашеми со приказки. Кафето уште го нема. Оди види што се случува со него. Добре, ќе пристигне кафето. Да, ајде да си го изпиеме кафето. Ајде. За малку ќе заборавам. Знаете што има ново, Мајсторице? Што? Како што на нашиот жута му ја скршиле ногата. На кој жута? Како жута ламурон. Што? Тој што го направил тоа на мојот ламур? Знаете, жута. Задави. Задави? На публица. Публица до суден Петри. И затоа тој не знам, ама му ја скрши ногата. Дека ќе го уби. Тоа е грубијанство.
покойниот мајстор. Што би не правил, и тоа ќе им замискали. Се гледа. Овој младич е голем шегаджија. Не би се молам. Тој е грубијан и тој треба да се превоспита. Ама тоа вас не треба да ве нервира. Ама мене не ме нервира, но чудно ми е сега, зошто зборува работи од минатото. Повторно ми доаѓате што ти е наврат. Сестро моја Урора, јас дојдов да те прашам, дали си ти при све, дали знаеш што правиш, помедни ми скујчава. Дали почувствував дека нешто почна да смрди? Смрди. Кој е овој? Овој? Да. Којашото моје брат. Којаш? Еј, што ти ми фатите на селите, како да сакате да нуркате во вода? А ти семо, зборувај што прашаш, иначе ќе го свртам другиот. Коми фо? Каква? Онде се спортуваме модерно, ноблеско мода. Да ти ја однесе таа твоја мода. Кој те научи на мода, моли простачно една, кога ратере ти се испукани како труп на дрка. Се парзе не пор е бен. Нема да не земам сега со басно и ќе ви кажам јас вам се Опај дуро една. Сидон, ова е по-лош од првиот. Доста е. Јас ова повеќе нема да го трпам во мојата куќа. Кој си ти? Што бараш овде? Бачи од мојата соба. Јанус, Марк, Апол. Ти сакаш мене да ме истераш од куќа? Сакам. Сакаш, да? А дали паметиш кога немаше што да јадеш, како трчаше по мене, како кучка? Што да не сакам да знам? А што сум сега? Ти тоа не можеш, па макар уште еднаш да се родиш. Марч, јас не те признавам за мој брат. Па ти мислиш дека јас не те признавам за моја сестра. Ти се няма, па јас ќе да го датете. Јас болам да си ја земам внука ми. Тужер, ти мојата девојка ти Ама какав тужер, ајде. Ќе ја земам сигурно, не ќе ја оставам овде со тебе да направиш иначе како тебе. Наквасно, за себе сум и таа е моја. Ќе видам јас кој може да се осмели да ја земе. Да видам дали смеам јас. Само ти пик ми ја, па ќе видиш. А само ти осмели се да дојдеш по мене, има да ти изгашам тие две. Тие две. Ви ще се носите. Добро светло бајду. Се спаси Ласко. Кога Господ од него нема да ме ослободи. Мадам, ова е големо грубијанство. Ама ова чиченце е многу симпатично. Море, какво симпатично чикате. Не гледаш ли дека е голем грубијан? Дошол овде да ми ја земе керката. Живи Бога, не е таа по-добра од него. Сакан мој, лесно јас ке живеам без вас, но како ке живеете вие без мене? Ке дојде време рака да ми вакувате, да ме молите да ме препознам. Сиберка. Мадам? Да? Што мислиш? А дали Бог го испрати? Комико, јас. Во еден момент помислив дека ја гледам мојата грофица. Знаете, и таа имаше така некаква навика, кога ќе се налутеше, кога толку добро изгледаше, што јас не знам како да ви опишам. Мадам? Да, ќе биде по-добро додека си го испиеме кафето. Да, ајде, тоа ќе биде мало одмор за двете. А мајка ми се споделила по оној филозоф. Но, што ćeš kakamo? Како е Васо? Гледај, скокам јас од разлог. Васо, што ти е тебе? Никако да не си при себе. А не сум. Се, сакав ја да ти кажам нешто.
ще брашвиш, емице, 12.000 форинти, нещо. И що Това то? ќе биде радост, това ќе биде живот, това ќе биде гушкање. Јас ништо не разбирам. Не разбирам. Сречката, емице, јас кај тебе покушам и тек ќе Ти мене никаква сречка не ми даде. Како не ти ја дадов кога остана во твојата рака? Ти сомнуваш. Јас не знам за никаква сречка. Обаче, женска верост. Емице, ајде оди донесе сречката. Јас не знам зашто си ти олгува будале. Будала сум се, Да. Будала сум што таква ко тебе сакам. А Васо, чекај малце. Оди бре, оди, ти си змија, ти си... Ама чекај кога ти велам, кажи ми што е тоа сречка, се јави ли, како изгледа да Како видам. изгледа? Она сина хартија што ти ја... Таа е кај ми во чутурата. Чекај, сега ќе ја разходи. Кај не ја била? Васо, што направи. Како ќе ја погледнеш во очи? Но јас ќе ја молам, таа е добра, таа ќе ми прости. Емице, каде е сречката? Уби ме, Што? уби ме. Па кај е сречката? Ја загинав. И што ќе правам Ти си сега? надаре, зашто ме Магаре. даваш мене? Ти си магарица, што ја земаш тука каде се кадаш да Леле, чуваш? сега не ќе можам да сошија модерни фустани. Сега пак не ќе можам да те... Јас ќе скокам в буна. Знаеш што, јас ќе се убијам. Ох, будала јас, зашто ја оставив таму? А каде жи ти Бога ја остави? Во чутурицата. А мојата несреќа од мама му ја дала на филозофот. Што? Филозофот? Кај филозофот е мојата сречка, Од чека. вас, од вас. Нема тој ни пета да се помрна мене додека не ми ја врати сречката, а не ги сонуваше тој броките, јас ги сонувам. Застани малку, Васо. Јас нешто се присетив. Нели тој мене ме побара за жена. Да се направам дека сум залюбена во него, за побото да го ја земам. Е таква шега, не можам да... Зарем ти во мене се Ма сомневаш? јас не се сомневам, Не ама... да си дале, ще му. Еве го доаѓа. Емице, Оди са беше да дека ама немој да се шегуваш, знаеш дека тоа ме навредува. А јас ќе бидам близ послушна или не? О, Господе, сега помогни ми. Слугинка понизна сум твоја, светот Господине филозоф. Емице, очите твои како звезди блескаат. Мене ми е многу жал што јас не знам со вашиот јазик да зборувам, но ќе се потрудам што побрзо да научам. А секако верувам. Јас не знаев да ги ценам филозофите, но сега, кога сватив дека се во голема слава и чест, би сакала и слугинка кај филозоф да бидам. Елено моја, лицето твое мене ме вдигнува до големи височини. Дозволи ми прелюбезна Елено, овој стих јас овако не го кружам. Тоа не може да се случи само кога ќе бидам ваша жена. Ама не жена, нимфа ќе Јас биде се сина. радувам и затоа сакам некаков подарок да ми подариш. Најголемиот подарок од небото е песна. Ви се молам, дали вие добивте ништо од мојата мајка? Мајка ти твоја, Да. мајка ти твоја е стар труп со сите нејзини подароци. Добивте ли некаква чутура на подарок? Тасно моја, па недостојна е чутурата. Ви молам, дали вие видовте некаква сина хартија? Сина твоја, ручице моја, тоа е моја на лицето. Јас тоа не го разбирам. Ке сакате ли вие попросто да ми го кажете? Па најпросто е тоа, што јас не знам за никаква сина хартија. Чутурицата, каде? Чутурицата? Да. Отиде под залог. Леле, тешко си мене. Ама, Елено, чекај, застани, каде одиш? Домико. Па ние навон заборавивме. Земска колеро, лицето твое е место на грдоста. Мадам, мојот роднина филозоф зборува малку повисоко. Што сакаш да кажеш со тоа? Велам за госпоѓата од Мирич. Таа изгледа како 21-то дете да го дојде. Не, мадам, не. Тој сака својата сопруга да ја дарува со шармант, комиксо, ала го не. Шегата настрана. За неа немам повеќе добри стихови. Ама, младата невеста очекува прсен. Каде драгата черка се појавува, таму за мајката венчавка не видува. А што тоа господинот филозоф зборува? Ништо, мадам. Тој, па не знам. Поетот повеќе добри стихови нема за вас. Годините ваши инспирација за добро немаат. Затоа вие отстапете го вашето место за вашата черка. Ова е невозможно. Такви никакви зборови мене да ми се кажуваат во очи. Вие ќе морате многу да ми платите, за да јас вас ве представам со стихови. Јас мојата кирка не ја давам.
А јас останувам при својата одлука. Монфред, Да? немој да правите комедија. Мусата моја веќе се претвори во трагедија, а може би во комедија. Господин филозоф, Да. а зошто јас тогаш падна по несвест? Зошто правев толку комплименти? Зошто ја дотерував устата по 3 сати на огледало? Мадам. Немојте да очајувате. Јас деновите не можам да ги поминам со вас. Јавното да донесе ни какви следен. Ама, мадам, немој да Море бета да донесе, нема ти мене да ме срамотиш, нема да ме срамотиш. Ево, не сличу една. Што направи од кујчава, гледаш ли ти или не? Циркус! Ќе оставиш ли ти еднаш или не? Сумно нешто заспрте. Да, види сега, ти смрдам, а? А дали ти смрдев кога тегневте кожи заедно, а? Туку чекај, јас дојдов за друго. Од кога умре мажот ти, не ти остави ли доволно пари, па мораш и предмети да заложуваш? Какви предмети? Какви предмети? Зошто се овие заложени кај мене? Ах, какве цуеден, а јас му заповедав никому да не открива со ова. А што ти е тебе дајде? Што јас тоа на друг го поклонив? Си го поклонила? Да. А дали си го срамотила? Зборувај зошто оваа цјутура и овој сад се заложени кај мене за 10 форинти. Тоа не е вистина. Не е вистина? Не. Сега ќе видиме дали е вистина или не. Јоване! Сиди како требете, опа. Јоване, ајде кажи, кој ти ги даде оваа цјутура и овој сад? Ова? На. Ја. Што ти јаја? Јас не смем да кажам. А? Зборуваме. Никому да не открива со ова. Ето моја убава сестричке. Што ќе речеш сега да се ова? Јас тие предмети не му ги поклонив. А зошто му ги поклони? Јас планирам да се мажам за Што? Да се мажиш? А дали го знаеш кој, а? Дали знаеш од каде? Дали знаеш како се вика? Господине, вие не сте достојни со мене да зборувате. Долете. Ако сакате да знаете, јас сум еден писател на стихови. Живи душа, овај мјатак топор. Робите се подарок од небесните суштества. Разбира се што зборува. Овај изгледа како мртна, се пали да треба да Јас можам да се разберам со него. Чие така панове? Вие сте друзја. Зарем вие вулкано со мовни испушта сакате да го поразите? Ова, јас не го разбирам. Добар човек, ајде. Еј, го гледаш како зборува. Фемо. А што направи, Фемо? О, вујко мој, добро што тебе не најдовме. Што го обвиниш? Мојот пасо доби на лотарија. Но сречката е кај овој господин филозоф. Овој филозоф? Да, Еј ти! Не знам јас кој си, што си и од каде си. Зошто на овој младиш не му говориш тоа што е негово? Едено моја сонце на моето лице. Врати се назад, те праша нешто. Нека се претвори во камен, моево калливо тело, ако јас дам за каква сречка вие не, зборувате. мајка ми ви даде чутурица. Дафно моја, недостојна е чутурата за мене. Те му убави 12.000. Сакам мој вујко. Назад и како се договоривме? Ајде, сречката на видео. О, потомци на фараоните, ме разбирате вие или не? Јас не знам за каква сречка Не зборувате. видовте една мала, сина хартија испишана. Па не, тоа јас не сум видел. Да не може би ова. Еј,
знаете. Господа, ай, да ги подигнеме парите, да се честиме, така? Jovane, to je malku. Kako malku? Jovane, da ti kažem ja nešto. Jovana mene dobiva 500.000 forint. Što? Pa srećata mi je zasti bre ovo mene. Kako 1000 forint? Prvo. Ja si imam 12.000 forinti. A сега спрашат јас, дали ја заслужив раката на Еница. Синко, како не, па ти секогаш си бил поштен, честен, искрен, како да речам така. Некогаш ти фалеше финансиска подршка, но, фала му на Господа, сега и тоа го имаш. И затоа, од овој момент, ти си мој зет. Твой зет? Да. А мене никой не напрашива кога се мажи мојата Не. керка. Мајсторица, ти како биде, сум пет дела кожи со тебе. Еј, пази да не си. Ај, да се договориме, јас и ти со брат и сестра. Ајде вака да направиме. Емица, да му ја дадеме на овој Василие. А ти, се ми си го Филодор? Јас не бе. Оде тамо. Не, нека се носите тој филозоф. Мене не ми треба. Ама зошто, Фемо, сестро моја? Па види го колку е луда. Како е облечен, кажете? Види, ба? Може би има и пари. Е срам да ти видимо ли Фемо што направи. Се залетуваш, а не знаеш ни името како му е. Знам. Како се вика? Свето за Ружич. Како? Свето за Ружич. Свето за Да. Ружич. Да. Тој. Не. Тој работеше кај Јелтич и му ги проневели сите пари и избега. А ние мислевме дека отиде на школување. Да, тој е. Не. Семо, кој е ова што поставено вртиково телешко околу мене? Да. Ovako, ja sam gospođa Sara Mladenić, Dobro. žena na pokojniот господин Mladenić. I imam takva čest da bidam na strana tukaj grafa i grafica Švarc. Кого? Kaj grafa i grafica Švarc. Шварц? Da. Да, се сетив, сега се сетив. Да. Јас колку пати му ги поправав чизмите на покојни Шварц. Точно, Фемо беше ова тамо, ама куварка. Срам да ти видимо ли Фемо, видиш што друштво си нашла. Ама јас не можам со целјаци да се Ne дружам. može da. И, а што ти по-добра од нас? Ако си носи така, ова се вика ноблес, а не како вас. Ама ти многу убаво знаеш дека така се носеше мојата покојна кога тегнеше кожи. Запомнете еднаш за секогаш. Е. Кој е ноблес, тој е мој. Кој не е мој шапорт. Слушај, вака да ти кажам. Јас имам 12.000 forинti. Па можам да бидам добитник, само да ми ја дајте Еница. Па зошто ти досега не си рекол дека си ноблес? Па бија доблемица. За сигурно ли? А не, да само подете душно. Со не француски да зборува. Француски, но ми кинески, ако сакате. Еница само да ти говори. Да види ме. Лес финес, лес ламос. Не, Луис Пиус, Бони. Урбан Браво, Василије. Ноблес, ускари. Pa što je ova? Tuzma ves, to još tuzma pites. Ала, улаз, тут мой братандар, турбианте никантор. Velikan dor. Мајски стандард! Ајде, ти земидер кожендер и правидеро пак гендер. Фемо мори. Ајде, доста се прави покондирена тиша. Ајде. Bonjour, madame. Адијес, Ан, адијес. Еј, Фемо, ај вака да направиме. Што? Јас имам еден предлог за тебе. Дали ти сакаш да одиш во Париз? Paris. Лес Парис, лес модес, Аха. лес ноблес, лес и то. Ама, види,
Целиот престој тамо и патните трошкови, јас ќе ви платам. Само има еден мал проблем. Нещо, але? Тамо во Париз, жените како вас имале по два мажи. По два мажи. Аха, по два. Ой, круте. А. Он не се вара. Како? Он не се вара. Само не. Како се Не. живеат по два мажи? Разбираш ли? По два. Фемо, А чекате. не, опресу еден. И кога тој ќе опресу ништо не. Фемо, ама јас погрешив во броењето, еден, два и до тука застана. По три. По три. По три. Мажи. А мажи, еве прашај кого сакаш, ако бил во Париз, ќе ви кажа. По три. Ама таму не се прости како овде. А не се прости, ама таквите ко вас тамо имат по три, по четири. Али дали буде? А мене е малку ми побегна желбата да бидам наблесна. Навистина. Сега сакам да бидам пак просто. Леле, Јас можам да разбирам два мажи, ама три, тоа е премногу. премногу. Фала ти, Господи. Адиес, Jan. Адиес. Адиес, Модес. Адиес, Журна. Адиес, жути, адиес, ламуру. А вие, што е? Што чекате? Ајде, сите на работа. И веднаш да почнете да ги тегнете и жулите колбите. И секој на својата работа. Чекай. Кој го зборил до ова? Јас, мајсторицата Фема. Ајде, сите да тегнете на Три мажи, што можат да направат? Лице, да се полако ушти го знаеш, три мажи.